Добар ден, почитувани гледачи. Почнуваме минута и пол порано. Ако вчера ни траеше емисијата 8 минути, еве почнуваме денеска порано, зашто може да се случи и денешната емисија да ни трае многу пократко, со оглед на тоа дека очекуваме во секој момент вклучување во живо од изјавата која треба председателот на државата Стево Пендаровски да ја даде по седницата на Советот за безбедност, односно 12-тата седница на Советот за безбедност која се одржува, а на која се разговара за актуелната состојба со пандемијата на COVID-19, но и активностите на надлежните институции. Така што, како што гледате, веќе се подготвено и за пресот на председателот. Во тој момент кога ќе започне пресот, ние ќе направиме и директно вклучување од таму, за да може и да го пренесеме и при тоа да слушнеме што ќе каже председателот. Во меѓувреме 0260901924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате, за да разговараме за оваа тема која што е долу испишана. Бугарското МНР се огради од видеото на Џамбаски и го оцени како несоодветно, при тоа потенцирајќи дека Бугарија нема никакви територијални претензии. Со оглед на тоа што Џамбаски е и европратеник, беше испратена и протестна нота од страна на нашето Министерство за надворешни работи кон Министерството за надворешни работи на Бугарија во однос на изјавата на европратеникот Џамбаски. Исто така може да ни пишувате и на фан страницата на Facebook Очи во очи, каде што во коментар, во порака, односно ќе ви биде прочитана. А во однос на темите, може би откако ќе помине пресот на председателот и во зависност од тоа што ќе биде кажано на тој прес, може би оваа тема ќе ја промениме, но двете ќе останат за коментирање. Во меѓувреме се вклучуваме со оглед на тоа дека се подготвува и толкувачката на знаковен јазик. Верувам дека за скоро треба да излезе и председателот, така што по изјавите кои што ги има вчера лидерот на опозицијата, заедно со премиерот Зоран Заев во однос на да се одблокира состојбата во која што се наоѓа државата, особено во собраниските институции, во делот на реформската ЕУ агенда, каде што опозицијата кажа дека ќе соработува со парламентарното мнозинство во контекст на напредок на ЕУ агендата. Дополнително разговарале за одложување на пописот, кој треба да се одржува наместо 21, овој пат 25 дена во периодот од 5 до 30 септември годинава, а со тоа би се поместиле и локалните избори, за да не се поистовети кампањата која што треба да се води од 21 ден пред локалните избори, која би започнала веднаш по 30 септември, а потоа пак и да биде и денот на гласањето, што значи некаде последната недела од октомври треба да се одржат, како што рекоа тие, втората половина од октомври треба да се одржат и локалните избори во земјава, а дополнително пак и се разговараше и околу потребата од измена на изборниот законник, гласањето на градоначалник со 30%, дополнително пак една изборна единица за следните парламентарни избори, отворени листи и гласањето со отпечаток од прст, со тоа што попишувањето понатаму пак за диаспората, само попишувањето останува во функција на апликацијата која е веќе на која веќе се имаат попишано скоро накај се движиме веројатно за скоро време 200.000 граѓани надвор од земјава, кои би требало да има поголем број наскоро, за тоа што пак и таа ќе остане во функција до 30 септември. Но она што е најново е дека села и гаши го блокираат одложувањето, односно ќе го блокираат одложувањето на пописот, а со амандмани веќе барале одлагање. Алијансата за албанците, која заедно со Алтернатива денеска на пресконференција експресно најавија дека ќе го искористат Бадентеровиот принцип да го блокираат одложувањето на пописот, всушност претходно поднела амандмани тој да се одложи, така да како ќе се одвива оваа ситуација, ќе видиме. Додека чекаме да се појави председателот Пендаровски по одржувањето на Советот за безбедност на 12-тата седница, одиме со вклучување. Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав доктор Огневито, телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Со оглед на оваа тема што е дадоте за бугарската држава, поготово за
надворешната политика која што тој европратеник и тој е од пратеничката група на Красимир Каркачанов, тој се го покажуваат правото лице дека Македонија била во право досега на сите оние работи кои што ги укажувала на Европската заедница. Затоа сега Европската заедница нека гледа, нека цени со кого го прибила да биде во содейство во Европската заедница на Бугарија, која што не ги исполни условите за влегување во Европската заедница. Затоа нашата надворешна политика добро си обава работата и се воздржува од тие провокативни работи од страна на компаниите на Каракачанов, така ќе ги наречам, затоа што и овој пратеник, кој што е член на Европската заедница, треба да се соземи, да се види дека ние сме со ним членка во НАТО, плюс тие се членка во Европска унија, треба да покажат една ширина, една големина, една флексибилност, една толеранција, а не на ваков начин да искажуваат територијални претензии према Република Македонија. Затоа јас му пожелувам на нашите министри, вице-премиер за надворешна политика да следат цела оваа ситуација и да дават соодветни одговори, да не паѓаат на провокациите. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Огњан. Добар ден, повелете. Поздрав ти биде, кипати гledatelите. Поздрав, повелете. Бугарија граничи со Романија, Турција, Грција и нас, мислам. Повеќе нема други земји. И Србија. Да, и Србија. Јас мислам дека може, а ние мислам дека добри пријатели сме со Романија, па треба нашите пратеници, со нивните пратеници, да имат контакт и да ги убедат и да им кажат да знаење едино нешто со нив има признаено малцинство во Бугарија, а Грција не може ништо, затоа што е иста сорта и Грција е како Бугарија. Турција нема шанси, пошто и она не е членка. Ние сме имале претензии. Ние имаме колку заедници во условот на нашата земја. А кајде дека кажат тие што имат во условот? Имат ли македонци? Во условот, имат ли романци? Имат ли грци? Има ли турци? А знаете порано како беше? Хасан Турчин од Тракија, тамо источниот дел на Бугарија, Арсен го крца. Кој има претензии? Кој има лоша политика? Ние или тие? И треба да ги потета и дека знае Европа, само се прави како да не знае, која сорта се бугарите и грците, која сме ние. Ние сите и најмала, дури египтјани со неколку стотина или има луѓе, мислам околу 6000 дека има, ги признаваме во уставо составени, а тие пола Грција, македонци, 2 милиона турци во источна. Да, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Имате добар ден, добар ден. Поздрав, повелете. Поздравен сум и вие бидете поздравени и тие околу вас и овие што слушаат и овие што учествуваат. Јас сега кога го гледам ова видеото и она на Джамбаски, ја некако поинако го гледам тоа, а тоа значи дека ова Бугарија што рекла се оградувам ја од пратеникот, а тој пратеник е подпредседател на партија која што има и подпредседател на собранието таму, не на владата, а и плюс е она другото министер кој што доаѓаше кај нас да ги руши зградите, венците и да го чекнаме со отвеќе. Тоа е една работа. Втора работа за нашиот овој свет кога дискутира, кога вика да не закачаме ние, да не правиме она, тогаш го губиш достоинството. А ја ќе ги повратам малку поназад, кога вика кога ќе влеземе ние во Европската заедница, ќе видиме заедно Егејска, Пиринска, Вардарска и сите, ќе видиме заедно, ќе уживаме, ете како ќе се обединиме, со ништата ќе се насите возрастни и оние што загинале и што сонуваат.
навистина треба да се вратиме назад и да размислиме што сме дискутирали, што се дискутирало и колку се можело да се влезе натака. Да мислите сега и со казни Бугарија Кобајаги од тој Европски парламент, кај што господинот е таму и со она Кобајаги не може ништо да направи, и парламентот е таму како една, како да кажем, ништо. Тоа е советот таму што ќе реше министрите до негде и советот на Европската земјица. Јас мислам кога нашите луѓе дискутираат, Македонија ќе биде, но со достоинство. Јас сум еден од оние малките македонисти кои што не припаѓа на овие двете партии и не сака никош да биде. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. На еден попис во Бугарија, јас сум го кажал ова еднаш, сега Турчин се кажува како Билбил. Кога го прашале како се вика, тој рекол Билбил. А Бугаријанот му вика, како бе ти Турчин Билбил? Аз не сум българен Билбил. Пиши чавка, му рекол на таму. Така и тоа. Бугарите секогаш ќе ни бидат пречка нас. И никогаш, ако идеме со ова темпо, нема да влеземе во Европска Унија. Па затоа ќе речам ја, не знам ние како народ дали сме недораснати да сватиме некои работи или пак овие што ги бираме да не водат се недораснати. Едноставно треба да свртиме друг лист. Се обраќаме кон Европска Унија, другари, со луѓево не можеме да се договориме. Огнен, да те прашам јас тебе. Сега ти Огнен си или Перо си? Ти ќе речеш Огнен. Абе како Огнен? Ќе останеш ти доследен на твоето или ќе се прекрстиш? Сигурно ќе останеш доследен. Така и тоа. Јас велам да ги откачиме како да не постојат. Мислам дека Европа ќе свати и ќе ни пружи друга шанса, ќе ни даде датум директно, без разлика што Бугарија ќе се буни. Огнен, биди поздравен. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Почитувани, имавте можност во изминатите скоро 15 на минути да ја проследите пресконференцијата, како што кажа и оттаму на председателот на државата Стево Пендаровски, која пак доаѓа веднаш по одржувањето на 12-тата седница на Советот за безбедност, на која и председателот спомена дека присуствувале сите членови на Советот и дополнителни надворешни членови во однос на ситуацијата и активностите кои што се одвиваат и случуваат и преземаат по пандемијата за COVID-19 кај нас, со дополнителни новинарски прашања кои се однесуваа во делот на имунизацијата, која започнува од утре, односно во текот на месецот април, но и понатамошни некои преземања на обврски. Дополнително председателот исто така спомена и во однос на случувањата кои што ги имаме на политичката сцена кај нас, посочувајќи дека на следното негово излегување, доколку некои работи не се променат, ќе посочи директно виновници во однос на тоа за докаде е стигната државата во кочениците кои ги има, парафразирано. Тој ги повика приватните установи да се откажат од профитот и да ги направат услугите достапни за сите и дека здравството во Македонија и натаму ќе ги услужува сите пациенти кои што имаат потреба во текот на пандемијата во однос на коронавирусот, и пренесувајќи дека министерот за здравство Венко Филипче му посочил од и до сега ниту еден пациент не бил одбиен за услуга од коронавирусот или пак вратен назад. Ние продолжуваме со емисијата на 0260 91 924 или 925 и дополнително на фан страницата на Facebook Очи во очи, со тоа што темата си останува долу таа која што ни беше, но дополнително, доколку сакате да зборувате и по пресконференцијата на председателот, секако дека тоа може да го направите. Имаме една официјална тема и една позадинска. Добар ден! Добар ден! Сакаме да прашаме дали вакцинацијата е обавезна и дали ќе има уцени, да речеме, на работното место, пошто со миналите конвенции не е обавезно вакцинацијата, че не може да биде присилна,
човек сам може да бира и дали се гарантира дека ако нешто се влоши здравствената состојба по 1, 2, 5 и 10 во врска со вакцината, државата ќе му исплати оштетата. Од друга страна, зашто не збориме за вирусот, дали се јавува само од себе, дали влијаат авионските прскања или одење, што ти знам дали сотри. Зошто не се каже причината, не само пренесувањето. Добро, Огњен, да мислиш дека некој верува дека само со пренесување се шири пандемијата? Јас лично верувам во тоа, господине, се друго што зборувате е теорија на заговор. А зашто не се бара лек, Огњенчо? Оти не се бара лек, туку прво треба да се најде лек. Се бара лек, господине, вакцината е дел од таквите барања, дополнително сега пак се прават истражувања врз основа на имплементација на лекови кои што би се користеле во делот на негувањето на луѓето кои забореле. Добро. А зашто не им се дозволува на луѓето сами да се одберат лек? Сумаме, например, не може, господине, вие сами да си изберете лек, затоа што не сте здравствен работник или медицинско лице или научник. Ако можеше луѓето сами да си избираат лек за болестите, тогаш немаше да имаме потреба од медицината. Вие сами ли би се оперирале, господине, ако ви кажат дека имате тумор? Сами ли ќе го оперирате? А кој бара да оперира? Лек не може да се Не, ве прашувам, дали би се оперирале вие самите, ако ви пукне слепото црево? Сами ли ќе го вадите? Вака да ти кажам, за мои роднини, за мои... Не, јас ве прашав, господине, нешто. Дали сами ќе се оперирате ако ви пукне слепото црево? Не, видете, ова е глупо прашање. Не е глупо прашање, многу поглупаво е вашето прашање, господине, зошто сами не си бирате лек? Еве јас да ти кажам, кога пишувам жалби, на пример, за мои роднини, не можам да напишам затоа што стварно ме боли. А кога гледам дека некој шири пандемија на оцрнување на луѓе и тоа полицајци за да ги изолираат и да ги унисат. Господине, вие сега зашто сакате да зборувате? На која тема зборувате вие? Што зборувате? Ајде на бугарското министерство. Не, останете на темава за медицината, само ме интересира што зборувате. Добро, колку време гарантира вакцината? 6 месеци, тоа е спречување. Вакцината, господине, е сезонска. За сега. И нонстоп ќе биваме вакцини. Исто како за сезонскиот грип, господине, што се прима вакцина на годишно ниво. Па добро, дај да ги видиме докторите што беа нобеловци што викаат дека тоа е весечки вирус комбиниран меѓу СИДА и САРС. Зошто нобеловец што измисли PCR тестот, тој се откажа од тестот. Тој вика кромидот, Кока-колата се покажале позитивни. Позитивни на корона. Ма дај нешто не ми е јасно. Не, нешто многу се крие, господине Огњен. Ништо не се крие, господине. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав. Не останавте недоречен во делот дали сами ќе си го извадите слепото црево доколку ви пукне. Значи, ваквите приказни и теории кои што ги правите, сами да си бирале граѓаните лекови, дали да си пиеле ваков антибиотик или таков антибиотик, ова мислам дека е веројатно најврвната несоодветна изјава која што досега ја имам слушано, ајде ќе се изразам во културен дискурс. Да, инаку чисто да ви одговорам на почетокот на прашањата, значи вакцинацијата не е задолжителна, нема закон што ве обврзува вас во однос на вакцинацијата во делот со пандемијата предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 кој ја предизвикува болеста COVID-19, кој е еден од 5 типа на коронавируси досега познати, кој има своји подсојови кои се јавуваат како што е британскиот, јужноафриканскиот и така натаму, значи нема обврзност. Доколку некој ве уценува на работно место дека вие ќе изгубите работата, а при тоа, ова верувам дека ќе го кажат и властите понатаму, затоа што првпат се отвора како прашање. Сега и убаво е да се отвори, за да ја земете вие вакцината, тоа слободно може да го пријавите во Државниот инспекторат за труд и да посочите дека вашето работно место е уценувано врз основа на имање или немање вакцина. Значи, тоа е советот кој што генерално треба да го имате за уцени и мобинг на работно место. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Диме од Скопје, ве поздравувам. Поздрав, Диме, повелете. Здрав жив. Благодарам, погласна режија, повелете. Дека ништо не се крие, потврди и нашиот почитуван председател Тендаровски. Даде многу убав исказ, многу убаво објаснување, многу реални, многу искрени и лично. Сум му многу благодарен за тоа. А сега во врска со темата. Ајде. Само едно подсетување, преди 1-2-3 месеца, поранешната државна секретарка на САД Олбрај, која што е одмешан брак,
се третира како еврејка, многу убаво кажа, вика да не го заборавиме минатото на Бугарија. Со тоа се е кажано. И мене, знаете што, мене лично ме буни што Европска заедница, така да кажам, некако е нагува на слушайте, сега оваа изјава на Џамбаски веќе се граничи со нешто апсурдно. Значи, он дава изјава, си дава за право, која овде прави ненормален стрес меѓу нас, граѓаните, нашава сакана татковина Македонија. Ја не знам, од наша страна, честитки, ниту еден политичар не да не се осмелил, него културата не му дозволува да каже вакво нешто, на вакво ниво. Ова е стварно за препаст. И што е најбитно, еве да причекаме, да видиме како ќе биде реакцијава после нашиот допис до сите амбасади од Европската Унија. Сакав уште нешто да кажам, изумив. Да сте здрав и жив, благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, почитувам водител. Благодарам, поздрав, повелете. Во врска јас со подтемата, ако ми дозволите, Ајде, слободно. И многу кратко. Како ќе оцените реакцијата на владата на некоја земја кога нема да сака да прифати вакцини од многу пријателска земја, која што ги донира како донација за државата, меѓутоа сака да купува од страна? Мене тоа само ме интересира да видиме дали ние сакаме да примиме донација или сакаме да купиме. Ова што го зборувам на вистина строчено документирано и можам да потврдам во секој случај. Така. Така да премногу ме интересира ова прашање и да биде кажано онака како што е. Значи, дали има држава во светот која што сака да малку од малку посвети внимание на своите жители, на своето граѓанство и на своите луѓе за здравјето, меѓутоа, зашто ги одбиваме вакцините како донација? Тоа ме интересира. Добре. И зашто се работи? Добре. Би сакал барем 10 секунди да дадете ваше мислење зошто вака се поставува целата држава и целата нација. Јас многу пати се имам јавено кај вас. Вие знаете како одат сите работи и сите мои дискусии кај вас во емисијата, но зошто вака се однесуваме како нација и зошто вака се однесуваме како држава? Ви благодарам на вниманието и ви посакувам се најубаво. Благодарам и јас вам ви посакувам се убаво и убав ден, како што и многу пати досега имам кажано, личниот став и личното мислење во однос на случувањата во земјата во оваа емисија не ги искажувам поради потребата да нема дополнително влијание кое што би ја нарушило демократизацијата на оваа емисија, а тоа е луѓето да си го кажат својот став, а не понесувајќи се против или за мојот. Добар ден. Добар ден, вака. Најпрво да кажам дека воопшто не сум задоволен од денешната седница на Советот за безбедност, што се одржуваше кај председателот Пендаровски, бидејќи не знам зашто се собраа тие таму, бидејќи никакви одлуки, никакви мерки не донесоа, а требаше да се донесе мерки, бидејќи ситуацијата ни е во многу лоша состојба. Еве, болниците во Штип, во Кочани, во Куманово се во критична состојба, немаат веќе место каде да сместуваат пациенти. Зарем треба да ги оставиме младиве да шетаат до 22 часот по кафани и да шират пандемијата од коронавирус. Требаше да се донесе мерка од 19 часот да има полициски час и барем 2 недели во текот на изминативе 2 недели
што следуваат сабота и недела да има еден вид карантин. Зарем не се попаметни Германија и Франција што воведуваат карантини. Овде игра улога голема политика и ова е све поврзано со политика и воопшто на крај ќе кажам не сум задоволен од денешната средба на Советот за безбедност. Срам да име и ништо, никакви одлуки не донесува за заштита на народот, само се фатија со тие вакцини кои се и така малку и не можат и не се знае дали другите кога ќе пристигнат и како. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Дали ќе може да задржам во однос на вакцините нешто? Молам? За вакцините нешто да... Да, повелете, да. Па, да му поставите на прашање на Комисијата за заразни болести, бидејќи вирусот ако мутирал, сега во оваа фаза, а најверојатно пак ќе мутира, дека овие вакцини не може да го запрат во таа силата. Има дел од вакцините кои што се покажаа успешни и против соевите кои што се излезени во... Не, сега најново е ова. Да, за тоа ви Најново е. зборувам. За тоа ви зборувам, господине. Значи се покажале некои од нив успешни против мутациите кои што се појавени во новите соеви. Научните студии посочуваат дека од следната година ќе треба да се направат нови и уште поефективни вакцини за да може додека да се добие тој колективен имунитет врз база на светот. Ако ми дозволите, значи да се доискажам. Јас сакам да се задржам на оваа силина сега вирусот што има во овој момент. Значи за месец дена може вакцините да не се успешни затоа што имаат голема силина на мутација. Добро, во кој сој? Каде има мутација? На што сте читале конкретно? Не сум јас читал, јас сум го гледал на телевизија од странска. Добро, што е тоа што сте го слушнале? Затоа ве прашувам. Да, сум го слушнал. Ама што е тоа? Што е? Каде конкретно е? Конкретно ова е, затоа стајте ме да докажам. Конкретно е мутацијата на вирусот е многу силна што може овие вакцини сега што Ама која мутација, господине, тоа ве прашувам? Значи силината може да дојде до мутација. Ама која мутација? Значи мутацијата се изразува преку подсоеви на вирусот. За која мутација зборувате? За британската, за јужноафриканската, за бразилската? Не, нова мутација, нова. Добро, ама која ве прашувам? Па тој кажа дека има многу силина што може да дојде до... Оставете го гледачот. Која силина, господине, каде се јавила мутацијата? Не е појавена, можела да се појави. А можела да се појави. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Значи, од можела до има силина и појавена, тоа е сосема друга работа. Затоа ве прашав конкретно која. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Дали се слушаме со некого? Доколку не, само да прочитам дел од коментарите на интернет. Саша М. пишува и вели, блиско е времето кога вакцината ќе биде пресудна за тоа дали ќе го задржите работното место или не. Ако некој размислува поинаку од Филипче, не можете по автоматизам да го карактеризирате како ширење на теорија на заговор. Чисто да ви посочам, значи посочувањето дека прскањето со авиони кое што исто само по себе е теорија на заговор, придонесува за ширење на вирусот, е дополнителна теорија на заговор. Јас во однос на тоа ви зборувам. Да се има различно мислење врз база на научни аргументи, став, докази, статистика и емпириска наука во медицината, во емпирискиот дел, е различен став врз база на сето ова. Да се има различно мислење врз база на теории на заговор, тоа не е мислење, тоа е веќе ширење дезинформации. Тане Ип ни пишува и вели, што да се каже, бугарите си се бугари, тие ја пеат истата песна, такво е нивното досие. Ова што го кажува Джамбаски, тоа е искрена желба и на Бојко Борисов, и на Захариева, и на Каракачанов, а и на еден обичен продавач на тезга или некој таксист. Тие се договориле претходно со Джамбаски, цитирам, ти сега ќе го пуштиш ова, а после ние ќе се оградиме, важно нека отиде во етер. Продолжува коментарот, вели сите ние знаеме што на вистина е Европа, и браќата од Бугарија се свесни за тоа. И ако погледнеш малку подетално ќе видиш дека на сцена се истите линии од Вторава светска војна. Бугарија, Хрватска, Германија, Албанија, тие се тие интереси, ништо не се променило. Затоа Бугарија е толку силна. Инаку, како е можно една Германија да нема свој став и да вели двете земји да најдат компромис? Кој е тој компромис? Завршува Тане И.
А додека пак Дејанс ни пишува и вели здраво Огнен, Бугариве се застанати во 19 и 20 век. Најголема грешка на ЕУ е примањето на ваква земја како членка. Затоа отпорот кон членство во ЕУ во земјава секојдневно ќе се зголемува. Другите коментари подосна. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Коментарчето више прекасно. И околу прашањево, ова Джамбаска, видите презник, Каракачанов, видите презник. По присвитијата има многу да се научи од кој од каде и како е. Они се извинуваат, да ви кажам истино, ние со бугарите и кога бевме во бивша Југославија, имаме еден резистентен однос. Да не ме сваќате. И сега они доливаат крв никош да не се види. А таму има месеците, Каракачанов, Ѓабилци, не знам како се вика таму. Овие месеци такви. Али они прават границата насилно говорам, против Македонија, против Лопрес, Манака се водат таму на исток, Черно море, но, а воде нека не ни прават проблеми во не во идентитетот, во главата. Дали ме сваќате? Добро, што сакам да кажем заврши. Околу ова влада пописи, јас рекол дека е извонредно да се направи кој ќе почне еден процес како закон почне, требаше да се заврши. Сега ние не можеме 3 пати пописи со одлагање терас. То не е, нема ни политичка подлога, не држи вода. И нема никако, како да ви кажам, нема зашто се во септември. Зашто? Ко може сега? Ќе се вакцинира. Па одете овде во Пазарови видите што се случува. Мислам, и тоа е грешка, и некој ќе се го наплати това, али во секој случај, овие умисли, не ми се запомнат. Добро. Благодарам за јавувањето. Следен на линија повелете и последен. Добар ден. Добро, дали имаме некој друг на линија? Зафирха пишува вели Огнен големиот брат полека почна да се консолидира и нормално почна да удара за ушки. Нека не ве чуди ваквата изјава на бугарите, уште им пиштат ушите. Поздрав. А додека пак Димеса вели добар ден Огнен, гледам, слушам и се смејам, се јавуваат гледачи некомпетентни ни за Бугарија, ниту за Македонија и од озгора како паметуваат, само приказки кажуваат за мали дечиња од север. Поздрав Огнен, благодарам Диме, поздрав. Последен гледач на линија, добар ден. Имам среќа, добар ден, Огнен, повелете. До тебе и до редакцијата. Благодарам, поздрав, повелете. Јас ке се задржам на темата што е долу под. Повелете. Вака сега, мислам дека поголемо лицемерие од ова што бугарското МНР се оградило од видеото на Джамбаски не сум видел. Зошто? Затоа што досега имаше катастрофални изјави во оваа смисла од високи функционери на бугарската влада, на бугарското раководство. Намерно го кажувам раководство затоа што народот во Бугарија не мисли така. Оној процент што се дава таму 83% е предизборна кампања. Па ајде не толку, али ја мислам дека едно 60-70% од граѓаните на Бугарија не мислат така и имат позитивно мислење кон Македонија. Зошто го велам така? Затоа што често пати сум бил во Бугарија и знам какво е мислењето на народот. Меѓутоа, најважно од се, мислам дека не треба да подлегнуваме на вакви изјави, затоа што нарочно се прави за да се створи говор на омрза од наша страна. А ние тоа не треба да го дозволиме. Граѓаните на Република Македонија не треба да дозволат да бидат испровоцирани и нашите политичари исто така. Во комуникацијата со бугарскиот народ и бугарското раководство секогаш треба да бидеме разумни, одмерени. Тоа го ценат во Европската Унија и мислам дека 232 гласа во Европскиот парламент кои беа на наша страна е во контекст на ова. Времето ми минува, ти благодарам,
Поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас и ви посакувам убав ден. Режија дали... Да, на крај сме. Ви благодарам на сите за вклученоста во текот на денешното издание. Имавте можност во рамките на очи во очи да ја проследите и пресконференцијата на председателот Пендаровски по одржувањето на 12-тата седница на Советот за безбедност, каде што беа присутни сите членови и дополнително надворешни членови. За сите информации и детали останете со Телевизија 24, бидејќи следува дневникот во 17 часот. Ве поздравувам од студиото на очи во очи. Thank you.